мислење на Меѓународниот суд на правдата, спротивно на дополнителни услови за прием во Обединетите нации, веќе постои. За 5 држави, чепкајте на Google, да не губам време сега да ви објаснам која и зошто како, ќе видите кои се тие 5 држави, на барање на генералниот секретар, кој е овластен, не мора Генералното собрание, Меѓународниот суд на правдата рече надвор од чартерот, од повелбата на Обединетите нации, ако една држава ги исполнува условите таму предвидени, нема други услови за прием, 5 земји беа примени. Значи, ако земеме предвид територијалната лоцираност на Обединетите нации, во држава каде што владее англиското обичајно право, а не римското, ваквите пресуди стануваат закон, кој важи во меѓународното право, ви реков, нема законик, но ова станува меѓународна конвенција, која е императивна, и Република Македонија тогаш ја прави грешката, и јас сум исто такав чудоневиден како двајца професори по меѓународно право, ова не го видоа, и на крајот, бидејќи тоа мислење постои, ние само треба да се повикаме на него. Тогаш го советувавме председателот Глигоров, појдете во Обединетите нации и побарајте го местото каде што ќе седиме. Заради тоа што нема да биде прв пат да се појават такви барања, и само да ги подсетам, односно младите да ги подучам, постарите да ги подсетам, едно време во Обединетите нации имаше 2 Германии и 2 Камбоџи. Едната беше Кампучеа, Народна република, а другата беше Кралството Камбоџа. Седе една до друга, затоа што и едната и другата беа, и сега доаѓам до набитното, меѓу првите земји членки, а Република Македонија е оснивач на Обединетите нации. И како демократска федерална Република Македонија е запишана во актите на Обединетите нации. Кога Југославија како победник во војната против фашизмот, како сојузник, го подпиша документот на сојузниците кој се нарече Повелба на Обединетите нации, за да тој документ стане валиден и правен, сите собранија на тогашната федерација, која уште не беше ни народна, ни социјалистичка, го ратификуваа тој документ. Ние го ратификувавме како Република Македонија, без оглед на претходните додавки. И тој документ е однесен во Обединетите нации, и со тоа оснивањето на меѓународната организација од страна на Југославија беше озаконено. Зошто ова не го направивме порано? Јас за другите не знам. Предпоставувам дека немало волја, предпоставувам дека играле други интереси, предпоставувам дека и намерата била таа. Откако ни се даде можност, мене и на други како мене, да почнеме ова прашање да го гледаме, наидовме на домашна блокада и наидовме на меѓународна слабост. Имавме криза, државата беше во постконфликтна состојба, малку држави во светот тогаш беа подготвени да застанат и да ни ја дадат политичката подкрепа на нашето барање. Сега не е така. На Грција е веќе кажано дека на солидарност треба да одговори со солидарност. Грција може да одговори на солидарност со прифаќањето на времената спогодба и бидејќи даде карт бланш да не се противи на членството во НАТО и во Европската унија. Тешко да ќе се случи тоа, иако може да се изведе и не е невозможно, а ќе се изведе ако речеме да се примени времената спогодба од разговорите како нејзин предуслов и како предуслов на членството значат блокада на Западниот Балкан и на Унијата. Ако кажеме дека застанувањето заради природата на механизмите на Унијата и на НАТО, тие се солидаризираат со етничко чистење на една нација, бидејќи промената на името, сходно на тоа идентитетот, јазикот, културата и црквата, значи тоа. Ако конечно кажеме дека ние во Обединетите нации ќе гледаме да го поништиме приемот и на тој начин да ја обезвредниме Лисабонската декларација. За тоа сега имаме 127 земји,
Затоа имаме многу мултилатерални организации внатре во Обединетите нации, како што се неврзаните, како што се франкофонските држави, како што се групата 77. Со ризик да бидам наречен од младиот Пендаровски, кој кариерата ја почна како инспектор за украдени точаци, па стана политички советник, за комуњарски југоносталгичар, јас пак ќе кажам, во Обединетите нации владеат бројките. Ако организацијата на неврзаните, во која по наследство сме посматрачи, не членот, посматрачи, има повеќе од 2/3 земји членки, со исклучок на Европската унија и 3-4 други држави, се е неврзани. Ако ги убедиме со јасна дипломатска офанзива да го поддржат претходното консултативно мислење на Меѓународниот суд на правдата, ние нема да бидеме два пати членка на Обединетите нации, еднаш како оснивач и друг пат применак под диктат, туку ќе си се вратиме на првичното достоинство, а тоа да бидеме оснивачи. И конечно, сега и во интерес на големите играчи на Балканот е да му се даде за право на Меѓународниот суд на правдата и тој да биде почитуван. На примерот на Косово. Ако тоа консултативно мислење му дава за право на Косово да биде држава која претендира да се зачлени во Обединетите нации, оти, патем речено, ги исполнува условите, меѓу другото и заради границата на која ги принудивме ние да ја признаат, тогаш и консултативното мислење веќе еднаш дадено мора да се примени на Македонија, бидејќи за разлика од мислењето за Косово, кое се толкува како ексклузивно и единствено, претходното е генерално и важи за сите. Комбинацијата на овие неколку елементи, ако нашата дипломатија ги свати, може да даде резултат. Под услов да престанат делбите, да престанат праќањата сигнали за да се додвориме кој ќе има право во наредниот изборен мандат да ја отвори септичката јама, допрашувано до Брисел, двата Брисла, туку ако се договориме и речеме не, ова е стратегијата која треба да ја примениме и зад неа ќе застанеме сите и нема да допрашуваме никого, тогаш имаме вонредно големи изгледи ова прашање да го елиминираме. И колку да нема дилема, јас сум за членство во Европската унија и во НАТО, со едно предупредување, дека тоа е тежок процес кога ќе станеме членови, скап процес, кој ќе значи многу проблеми и кризи, но бидејќи сме во Европа и бидејќи имаме јасен интерес во членот 5 на НАТО и во пазарот пред се за работна сила и сировини на Унијата, ние треба да станеме членка. Но, онака како што тоа Копенхашките критериуми и повелбата на Обединетите нации ни го гарантира како Република Македонија. И на крајот, немојте, ве молам, да користите уставно име. Уставите се времена нагодба меѓу граѓаните на една држава и тие се менливи. Нашето име е историско име. Македонија и ограничено со сегашниот устав на Република Македонија. Ние не можеме да го смениме нашето историско име. Отидете на интернет, свртете на Википедија и на другите енциклопедии и ќе ги најдете аргументите со кои не сакам сега да ве замарам. Благодарам. Добро, дали има прашања? И ако има прашања, да, сосема кратко. Моето повторно јавување не би сакал да го сватите како реплика на господинот Дамовски, туку како прилог повеќе во едно заедничко размислување. Навистина се работи за една неразбирливо сервилна полтронска и однос како на нашата политика, така и на дел од нашите новинари кон така наречената меѓународна заедница. Доказ за тоа е насловната страница на празничниот број на весникот Вест,
на која не беше ниту Крушево, ниту Прохопчински, ниту Честито Илинден и така натаму, туку Фоере и неговата сестра, која ќе одржала представа на Охридско лето и како прилог 2 страници во кои ни објаснуваат дека и нивниот татко и нивната мајка би дошле во Охрид на отворањето на нивната представа, но дека нивниот татко бил 100 годишен, а мајката 94 годишна. Такво нешто нема доживеено ни се чини. Ниту Хитлер, ниту Сталин, ниту Јосип Броз Тито. Тоа е само прилог повеќе кон оно што го кажа господинот Дамовски и при тоа веројатно погрешка ја сватил мојот термин кооперативност во буквална смисла, бидејќи доколку внимателно го следевте моето излагање, јас скоро цело време се служев со иронија и често пати употребував така нареченото или така наречените, така што тоа беше иронично кажано. Прво, разговорите. Нема преговори. Еднаш веќе сменете терминологијата, ово ви го кажу како долгогодишен новинар и главен уредник. Нема преговори. Сами се пикаме таму каде што не ни е местото и нормално на преговори се поставуваат барања. Ние разговараме. Ако слушавте внимателно, ние треба на Обединетите нации, не на Америка и на Брисел, на Обединетите нации, на генералниот секретар, да му упатиме јасна анализа на тоа како се злоупотребени разговорите околу разликата во името, во кој јасно ќе се постави дека не се преговори, дека не смеат да бидат диктат и дека не се предуслов за ништо, бидејќи времената спогодба во друг член бара од Грција да не пречи во зачленување. Значи, тоа треба да се прати. Во меѓувреме, нормално нашата дипломатска мрежа ќе треба сите наши сојузници, особено земјите кои не признале како